Почитувани гледачи, гостин во денешново издание на Вестите на Ирис телевизија е гордоста на град Штип, каратистот Емил Павлов. Добре дојде, Емил, во Вестите на Ирис телевизија. Добро ве најдов. Најпрво сакам да ви се заблагодарам за поканата да бидам дел од денешната програма, од денешните вести и да ги поздравам сите гледачи на телевизија Ирис. 2018 година за Емил Павлов многу успешна. Но она што значи спорт, карате, за тебе секаде само убави зборови, многу награди, многу осмелувани медали и по втор пат европски првак во Нови Сад. Па да, 2018 година јас ќе ја паметам до секогаш, до крајот на мојот живот, бидејќи беше една од најуспешните сезони досега во мојата кариера. По втор пат станав европски првак, на овој пат откако каратето влезе во Олимписките игри како олимписки спорт и со тоа станав првиот роден македонец на независната на Македонија каде што има освоено европско злато и навистина овој медал многу ми значи на мене. Потоа, освен европското злато, постигнав и други забележителни резултати, како што по 9 пат станав државен првак на Македонија, станав и по 3 пат балкански првак и можам да кажам дека 2018 година е една од најуспешните сезони во мојата кариера. И сега да ги подсетиме гледачите, 2014 за прв пат беше европски првак. Да, за прв пат донесов злато од европско првенство во 2014 година во Тампере, Финска. Тогаш бев едно вистинско изненадување и ги победив доста убедливо моите противници. Еве, сега после 4 години повторно се закитив со златен медал, иако меѓу време имам постигнато и уште еден голем резултат, тоа е трето место на европско првенство во 2016 година. Во 2015 година постигнав бронзен медал од европските игри, така што јас во континуитет постигнувам голем резултати и се надам дека тој континуитет на добри резултати ќе продолжи во иднина. Спортските експерти кои го следат каратето ќе кажат дека си непредвидив во последните моменти, имаш и таква борба кога сосем на крајот ги постигнуваш оние врвните резултати. Па да, тоа може да се каже со последното европско првенство каде во првиот меч, можам да кажам, беше најтешка борба досега во мојата кариера. Губев до самиот крај со резултатот 1:0, но ете, соберав храброст, бев максимално подготвен, не се откажував и буквално во последната секунда успеав да земам поен и потоа судиите ми деле на мене победата, бидејќи во карате спортот доколку борбата заврши со нерешен резултат, судиите одлучуваат кој бил поактивен, подобар во таа борба и така што јас заради таа активност го добив тој меч и после тој меч некако се опуштив и сите мои противници ги победив убедливо до самото финал. Република Македонија го вреднуваше ова. Спортист на годината за Република Македонија веќе бе во Скопје беше тоа. Вечерва по 4ти пат спортист на град Штип ќе бидеш повторно ти во мултимедијалниот центар Кирил Григоров ќе бидат доделувањата и твојата награда и наградата на спортските работници, не? Па да, големо признание за мојата досегашна работа и вложениот труд во карате спортот. Можам да кажам дека многу ми е значен и еден голем мотив за мене е наградата што ја добив за најдобар спортист на Македонија. После 3 номинации, мислам дека и претходно го заслужив тоа признание, но ете ова 2018 година сите оние што допринесоа со својот глас да бидам спортист на Македонија, навистина сум и благодарен. Голема благодарност и до сите оние, навеќе до Агенцијата за млади и спорт, до директорот Дарко Каевски, до нашата федерација, до моите тренери и ја имав таа чест и директно од премиерот Зоран Заев да добиам тоа признание за најдобар спортист на Македонија и мислам дека сум единствениот штипјанец од независноста на Македонија што го доби ова признание. Ова е за мене голем мотив и голем поттик и понатаму да продолжам да го афирмирам градот Штип и нашата држава. Исто така вечер ќе биде доделени наградата за најдобар спортист на Штип. По 4ти пат сум добитник на ова признание и навистина можам да се заблагодарам на сите оние штипјани, бидејќи после европското првенство каде што има вистински пречек како вистински спортски херој, тоа ми дава еден голем мотив да продолжам и понатаму со мокотрпна работа и да ги радувам уште многу штипјани и македонската јавност со големи резултати. Млад си и веројатно ќе направиш некоја низа од 10 пати. Планот таков е? Па вака, моментално сум 26 години. Се надам дека Господ ќе ме чува од повреди, ќе бидам здрав, жив во наредниот период.
и се надам дека ќе ги радувам уште многу. Треба ли многу одрекувања, многу тренинзи, многу дисциплина да се постигне ваков врвен резултат, благодарение нели на успешната соработка и послушноста од твоја страна кај твојот тренер Сашко Арсов? Па вака, врвниот спорт бара жртва, бара многу жртвување, откажување од животните задоволства, мора постојано да бидеш фокусиран само на тренинг, одмор, твои цел кои се да размислуваш постојано да бидеш најдобар, бара многу голема дисциплина, бидејќи постојано мора да имаш правилен тренажен процес, правилна исхрана, правилен одмор, така што јас од мали години знаев дека доколку бидам упорен, доколку бидам дисциплиниран, да верувам во себе дека еден ден ќе ги постигнам овие резултати. Сите они кои ме познаваат го знаат мојот карактер и дека и сите мои пријатели знаат кога е тренинг, само тренинг, ништо друго, ни највеќе излегување со другари, значи максимално сум посветен за моите активности и за моите тренинзи, бидејќи ако немаш добар одмор, можеш да дојде до нека несакана повреда, не можеш да бидеш концентриран 100% на тренинг и не можеш да дадеш се од себе, така што секој оној што сака да биде врвен спортист мора да ги има овие особини, бидејќи без тоа не можеш да постигнеш голем резултат. Како одат тренинзите, по колку пати на ден, неделно, месечно? Па вака, зависи од периодот пред кој надпреварување се подготвуваме. Еве, моментално се подготвувам за престојните надпревари. Во изматиот период немаше за мене празник, значи постојано обврски, немав слободен ден. Тренирав постојано по 2 пати, на сабале саат и по, навечер саат и по, тоа се 3 до 4 часа дневно, не дава ден за одмор, сабот имаме еден тренинг. И зависност и тоа пред кој надпреварување сме, може понекогаш да се случи да имаме 3 пати тренинг во денот, така што постојано си со карате, јас станувам со карате и легнувам со карате. Така. Како е соработката со тренерот? Строг ли е тренерот кон тебе? Имате ли добра комуникација? Многу ли бара? Еве. Па вака. Веројатно не гледа сега и нека слушне, еве. Јас од мали години сум под раководство на мојот тренер Сашко Арсовски. Можам да кажам дека еден од најдобрите тренери не само во Македонија, туку и Европа и во светот, бидејќи досега се што постигнав и што знам за каратето благодарение на него. Понекогаш знае да биде лош и доколку нешто не треба, не одговара, не го правам правилно, знае да ме поправи, да ми искара, но сето тоа е за подобар развој за мојата кариера, за да видам што е можно подобар. Но ете, имаме разбирање, се знаеме многу добро, бидејќи јас од мали години сум со него и ете, досега успеавме да ги постигнеме најголемите резултати за Македонија, не само за карате спортот, туку и за спортот во Македонија. На колку години почна да тренираш? Па вака, јас почнав со карате спортот да се занимавам од 7 годишна возраст. Сега сум 26 години, тоа е точно 19 години активно тренирам карате. Рече дека многу одрекување треба, слободно време многу малку, меѓутоа време за едукација интелектуална на факултет, затоа што нели сепак си на факултет и сакаш да бидеш еден професор по македонски јазик. Јас сум моментално апсолвент на филолошкиот факултет, додека имав послободно време го посетував факултетот и многу почесто и стигнав до 4-та година, му станаа уште неколку испити, но ете сега откако каратето влезе во Олимписките игри, немам толку слободно време и моментално сум сконцентриран и фокусиран на тоа да видам што е можно подготвен за тие Олимписки игри. Пред се најпрво имаме тежок пат каде еве 2019 година ќе биде доста напорна за мене, многу надпревари, многу настани, Европско првенство, Европски игри, каде што тоа е главен филтер за обезбедување на норма за Олимпијадата, така што ете, доколку успеам да се закитам со досвојам норма и да се настапам на Олимписките игри, тоа ќе биде врв на мојата кариера, бидејќи на секој спортист е сон да се најде на Олимписките игри. Ете, потоа кога ќе ми се намалат врските, ете, ќе гледам, ќе се посветам повеќе на факултетот да го завршам, бидејќи секој спортист мора да биде и едуциран за после кариерата да има сигурност иднина. За Олимписки игри зборуваме, има ли друг штипјаниц кој планира да учествува на Олимписките игри? Па вака, од градот Штип можам да кажам дека има доста добри каратисти, освен мене, реални шанси за обезбедување на норма има и
мојот тренер и мојот клубски другар Шарко Арсовски, каде од сега ќе настапи на тие големи турнири, но да не ја заборавиме и Јована Ѓоргиева, која минатата година таа беше спортист на град Штип. Моментално таа тренира во Скопје и се надам дека еден од нас, можеби двајца, ќе успееме да обезбедиме норма за Олимписките игри. Иако јас сум во друга категорија, тие се во различна категорија, можно и сите тројца да обезбедиме нормално, како што кажав и претходно, ќе биде доста тешко, но јас верувам во себе, од секогаш сум верувал во себе и знам колку можам. И благодарение на Карате Федерацијата на Македонија, на Агенцијата за млади и спорт, Олимпискиот комитет, кои застанаа зад мене и ме поддржуваат максимално, и се надам дека заедно ќе успееме и после подолг период Македонија ќе има учесник на Олимпијада со обезбедена норма. Уште сега имате поддршка да одириш телевизија и нека се реализираат вашите очекувања. Кога рековме, нели, Агенција за спорт, Олимписки комитет, задоволен си од третманот, колку вложуваат во спортот или колку за тебе се погрижи државата за да ги постигнеш тие резултати? Па вака, реално пред да постигнам голем резултат немав некоја поддршка, бидејќи кај нас во карате спортот доколку достигнеш некој рейтинг, достигнеш голем резултат, потоа се возможуваат услови. За жал, таква е кај нас ситуацијата со спортот. Се надам дека во наредниот период и сигурен сум дека директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски ќе обрне внимание на тоа. Моментално не смеам да се пожалам дека немам услови за тренинг, но секогаш може подобро и повеќе. Така што јас со моите резултати добив голема поддршка најпрво од Карате Федерацијата на Македонија, од нашиот претседател Драган Стојановски, кој е еден од најзаслужните за тоа што каратето го постигна во изминатите години. Тука и Агенцијата за млади и спорт, каде што не поддржува и на секој настан, имаме на прекрасна соработка. Тука е Олимпискиот комитет, каде што јас добив и стипендија од Меѓународниот олимписки комитет како надежен олимпиец, ми овозможуваат услови за тренинг и надпревар и се надевам дека сето таа поддршка и мојата вложеност во овој спорт дека на крај ќе се заврши доста успешно. И сосема на крај една порака до младите, за оние кои имаат енергија, кои имаат талент, зошто да одберат карате? Па вака, порака до сите оние млади спортисти, млади каратисти, никогаш да не се откажуваат, бидејќи во спортот и во карате спортот има и подеми и падови. И кога ќе губат, никој пат да не се разочаруваат, бидејќи знам дека тогаш е најтешко да трпеш мотивација за тренинг. Но тоа може само да ги мотивира да тренираат уште повеќе, да бидат дисциплинирани, да бидат големи професионалци, да веруваат од секогаш во себе, дека се е достижно во спортот, само да имат голема желба да успеат и после тоа, после тие жртвување, дали порано или покасно резултатите ќе си дојдат сами по себе. Емил, благодарам за гостувањето. Вечерва си на доделувањето на награда за спортист на годината град Штип. Нели, убаво дружење, убава прослава и многу успеси и награди спортист на годината и спортист на град Штип и врвни резултати на олимписки надпревари. Благодарам и на вас, на посакуваните желби. Ми беше задоволство да бидам дел од оваа емисија, од овие вести. Се надам дека задржавме вниманието на вашите гледачи и се надам дека ќе се сретнеме повторно пак со некој голем резултат. Ова беше Емил Павлов, спортист на Република Македонија и спортист на град Штип за 2018. Останете со Ерис телевизија.